По еден антибиотик годишно во просек пие секој македонец. Дури 1.023.504 рецепти за антибиотици се издадени во 2023 година, покажуваа статистиките на Е-здравство. Но бројката е поголема. Светската здравствена организација предупредува дека дури 1/3 од македонците земаат антибиотици без лекарски рецепт. Тренд кој на долг рок може да е многу опасен. Прекомерната употреба на антибиотици опасно ја подкопува нивната ефикасност и ја зголемува отпорноста, која може да биде одговорна за 10 милиони смртни случаи годишно во светот до 2050 година. Епидемиологот Драган Даниловски вели дека 95% од сите респираторни инфекции се предизвикани од вируси и дека при вирусни инфекција употребата на антибиотик дава само контраефект. Антибиотик на вирус не делува. Ако не делува, што ќе направи тој антибиотик? Тој антибиотик ќе најде жртва во организмот, она што ќе му биде на да речем на дофат. Тоа се цревните, добрите цревни бактерии, така наречени, или микробиомот цревен, или бактериска цревна флора, ја компромитира, ја масакрира антибиотикот, особено ако почесто се дава. Токму цревните бактерии, објаснува епидемиологот Даниловски, се централата од каде што се регулира имунолошкиот систем. Состојбата на цревните наши бактерии зависи каков ќе биде нашата реакција имунолошка на одредена инфекција, особено на вируси, на вирусни инфекции. Ако вие централата ја компромитирате, ја уништите, тогаш практично сте го ослабеле или сте го компромитирале и имунолошкиот систем. Загрижува податокот што на ваков начин се создава резистентност на бактериите на одредени антибиотици, а Македонија е на врвот во Европа по пронајдени така наречени резистентни бактерии.